Полека ги сумираме впечатоците од празничниот продолжен викенд. Кој во домашна атмосфера, кој во ресторан или на патување. Ја дочекавме новата 2023 година со оптимизам дека оваа ќе биде подобра од претходната. За разлика од другите години кога се раѓаа нови жители на Тетово веднаш по полноќ, на 1 јануари првото бебе се роди дури во 9 часот и 15 минути. Градоначалникот ја посети Ајза, при што и подари ваучер од 40.000 денари и сподели убава вест дека клиничката болница добила донација – инкубатори. Првото бебе што се роди во нашата болница беше во 9:15 на 1.1.2023 година. И мајката и бебето се осеќаат добро, им пожелуваме здрав и живот со среќа и полно со успеси. Имавме чест и задоволство да дојдеме да честитаме на новороденото бебе, кое е женско, и се надеваме дека новата година ќе биде плодна, ќе биде веритетна за сите тетовчани, за Тетово воопшто. Се надеваме дека 2023 година ќе биде една година, просперитетна година и година каде ќе се реализираат проекти во интерес на подобар живот за сите тетовчани. Исто така денеска ги посетивме, ги видовме и инкубаторите донирани од еден наш граѓанин кој привремено работи во Швајцарија, за што од срце му благодариме за помошта и исто така апелираме до сите наши граѓани кои привремено работат во странство да помогнат на јавните институции во Тетово, со што ќе придонесат за подобар живот за сите нас. Додека сите славеа со семејството, полицајците се грижеа за редот и безбедноста во градот. На работното место беа и тетовските пожарникари. Им се заблагодаруваме вечерва што се на задача за да им излезат на пресрет на нашите сограѓани ако има потреба. Се надеваме дека и вечерва, но и понатаму ќе имат помалку работа, но сигурно дека ќе бидат подготвени ако има потреба да интервенираат на време. Сме интервенирали и во делот на покачување на платите и инвестициите кои се потребни тука, но сигурни сме дека понатаму ќе инвестираме уште повеќе. Нашата цел е ова противпожарна служба да биде една од најподготвени во ниво на државата. И вработените во ЈКП Тетово ја одработија својата смена на новогодишната ноќ. Оние наместо да бидат со своите семејства, оние на крајната вечера оствари на крајните часови на оваа година, седат тука, работат за градот да биде почист, свесни за нивната ситуација. Во крајните 2 седници на Советот, советниците дадоа 2 битни одлуки. Првата беше за да подела средства од вредност 25 милиони денари за овие вработени кои беа многу назад со платите, и втората одлука беше за одлука за отварање на предпријатие за хигиена комунална, која ќе се занимава и ќе оствари приходи и ќе се занимава со тешкотите што ги имат оние вработени. На новогодишната ноќ имаше употреба на многу пиротехника, а несовесните граѓани сиот смет го оставија зад себе, па им отворија работа на комуналците. Цената за убавата гледка на огнометите пак ја плативме со загадениот воздух.